Добар ден, се викам Игор Богдановски и денеска имаме една видео лекција заедно со математика од елементарна алгебра, која што ќе содржи деливост на броеви, прости сложени броеви, признаци за деливост, најмал заеднички содржател и најголем заеднички делител. Целта на оваа видео лекција ми е на некој начин да направиме некоја подготовка за дробките. Ајде да видиме за што се работи. Ајде да видиме што е деливост, што се прости и сложени броеви. Деливост на броевите број е делив со друг ако се дели без остаток. Значи тоа представува на некој начин деливост, делење без остаток. Еве на пример бројот 12 делено со 4 еднакво на 3, значи можеме да кажеме дека 12 е делив со 4, бидејќи се дели и не дава остаток, односно дава остаток 0. Кажуваме дека 12 дели со 4, или во овој случај 12 е содржател на 4, а 4 е делител на 12. Тоа е на некој начин малку поинаку кажано за тие броеви, за таа комбинација. Ајде да видиме сега што се прости, а што се сложени броеви. Множеството на делители се формира од сите делители на даден број. Така, значи, ако ги земеме сите делители на некој број, така, еве, 4 беше делител на бројот 12 и останатите делители ќе формираме множество делители за даден број. Ајде да видиме тоа, на пример, е многу поедноставно. Делителите на бројот 4 се броите 1, 2 и 4. Значи, четворката можеме да ја делиме со кец, двојка и четворка без остаток. Друго множество, друг пример, делителите на бројот 5 се броевите 1 и 5. Делителите на 6 се 1, 2, 3 и 6. Делителите на 7 се 1 и 7. Сега, од претходниот пример можеме да заклучиме дека бројот 1 и самиот тој број се делители, обавезни делители. Еве, јас сум ги нарекол фиксни делители, така малци и жаргонски. Еве, гледајте во четворката, на четворката делители се 1 и четворка сигурно. На петката е 1 и петката сигурно. На шеската 1 и 6, на седмицата 1 и 7. Значи фиксни делители за било кој број се 1 и самиот тој број. Сега, кои се прости броеви? Прости броеви се броеви што се делат само со овие што ги набројав како фиксни, што ги крстивме. Значи што се делат само со бројот 1 и самиот тој број. Можете да погледате во дадениот пример горе. Бројот 5 се дели само со 1 и 5 и бројот 7 се дели само со 1 и 7. Или еве ќе наброиме неколку прости броеви, така броевите 2, 3, 5, 7, 11 и така натака, како што гледате, тоа се прости броеви, ајде од првите десетина колку се тука више набројани. Кои се сложени броеви? Сложени броеви се, освен овие два фиксни што ги набројавме, што имат барем уште еден делител. Како што гледате од множеството делители на бројот 4, тој се дели со 1 и со 4 како фиксни, меѓутоа ја има и како делител и двојката. Бројот 6 се дели со 1 и 6, меѓутоа како делители ги има двојката и тројката. Значи броевите 4 и 6 се сложени броеви. Во овој случај треба да исто да напоменеме дека бројот 1 не е ни прост, ни сложен број. Не влегува ни во едната, ни во другата група. Ајде да ги видиме сега признаците за деливост на броеви. Што се прво признаци за деливост? Признаци за деливост се на некој начин показатели кои што ќе ни кажат дали даден број се дели со друг, меѓутоа без да го извршиме делењето. И ако го извршиме делењето, не ни требаат признаци, меѓутоа дали да стартуваме да делиме, тоа ќе го заклучиме од признаците за деливост. Ајде да видиме сега некои од признаците. Кои броеви се делат со 2? Со 2 се делат сите парни броеви, а тоа се броеви што завршуваат на 0, 2, 4, 6 или 8. Или еве ви, на пример, бројот 108, бројот 40, бројот 6, сите се делат со 2. Зошто? Зашто првиот завршува на 8, вториот на 0, третиот на 6, односно завршува на еден од овие 5 броја што горе се наведени. Гледате, со црвено се обележени. Осмицата, 108, 40-ката и 6-ката. Одиме натака. Ајде да видиме со 3 кои броеви се дели.
Со 3 се деливи сите броеви што имаат збирна цифри делив со 3. Например, и бројот 1770 се дели со 3. Зошто? Заради тоа што цифрите на 1770 се 1, 7, 7 и 0. Кога нив ќе ги собереме, ќе го добиеме бројот 15. 1 плюс 7 плюс 7 плюс 0. Така? Сега, а бидејќи 15 се дели со 3, тогаш значи целиот број 1770 се дели со 3. Одиме натака, ајде да видиме со 4. Со 4 се деливи сите броеви што имаат двоцифрен завршеток дели со 4 и броеви што завршуваат со 0,0. Например, бројот 1772 се дели со 4. Зошто? Зашто последните негови две цифри 7 и 2, ако ги од нив формираме како двоцифрен број, ќе добиеме 72 и сега 72 се дели со 4, тоа значи и целиот број 1772 се дели со 4. И 1700 се дели исто така со 4, бидејќи завршува со 0,0. Тоа е исто нели еден од условите да биде број дели со 4, како што имаме горе наведено. Ајде да видиме со 5. Со 5 се деливи броевите што завршуваат со 0 или 5. Значи ја гледаме последната цифра, ако таа е 0 или 5, целиот број се дели со 5. Еве, пример, 105-ката завршува на 5, значи целиот број се дели со 5, или 1230, така завршува на 0, и така целиот број 1230 се дели со 5. Ајде да видиме натака. Со 9 се делат сите броеви што има збирна цифри делив со 3. Значи нешто горе слично како со тројката. Така, например, 3717 се дели со 9. Зошто? Заради тоа што кога ќе ги собереме цифрите на 3717, 3 плюс 7 10, плюс 7 11, плюс 7 18, добиваме резултат 18, така, тој 18-ката се дели со 9, значи целиот број 3717 се дели со 9. Ајде одиме натака да видиме уште неколку признаци. Кои броеви се делат со 10? Па со 10 се делат сите броеви што завршуваат со 0. Броевите 10, 100, 1000, 10.000 и така натака се викаат декадни единици. Со декадни единици се делат броеви кои што завршуваат со толку нули колку што нули има декадната единица. Значи, ако десетката има една нула, сите броеви на крај што завршуваат со нула, ќе се делат со 10. Стотката како декадна единица има две нули, сите броеви што завршуваат со две нули ќе се делат со 100 и така натака. Например, ако еве 290 е овде како пример ставено за да се дели со 10, например 2900 ќе се дели со 100. Зошто? Зашто 2900 завршува со две нули и стотката е декадна единица со две нули. Одиме натака. Да видиме кои броеви се делат со 25. Па со 25 се делат броеви што завршуваат со 00, 25, 50 или 75. Значи последните две цифри треба да се некој од овие комбинации. Еве 1200 се дели со 25, 275 се дели со 25, првиот завршува со 00, вториот со 75. Ајде да видиме сега за комбинација на признаци, јас барем така сум го крстил тоа. С кои броеви може да се делат со 6? Па може да се делат сите броеви кои се делат истовремено и со 2 и со 3. Зошто? Зашто 6 е 2 по 3. Например, бројот 1770 се дели со 6. Зошто? Зашто се дели со 2, а со 2 се дели дека завршува со 0 и се дели со 3, бидејќи има збирна цифри 15, го имавме во претходниот пример, 1 плюс 7, 8, и 7, 15, и 0 повторно 15. Ајде уште еден друг пример. Со 12 се делат сите броеви што се делат со 4 и со 3. Зошто? Зашто 12 е 4 по 3. Еве 288 се дели со 12. Зошто? Се дели со 4, бидејќи завршува со 8, двоцифрениот завршеток го гледавме, така, и се дели со 3, бидејќи има збирна цифри кој што е 18, 2 и 8, 10 и 8, 18. Тука имаме една важна напомена, кога бараме комбинација на признаци, мораме да ја правиме таа комбинација на признаци со броеви кои што ќе бидат заемно прости. Значи 12-ката можеме да провериме дали некој број се дели со 12, ако разгледуваме со 4 и со 3 дали се дели, а не да разгледуваме со 2 и 6.
4 и 3 се заемно прости, а 2 и 6 не се заемно прости, ќе видиме во наредните слайдови кои се заемно прости, а кои не се заемно прости. Иако двете комбинации даваат 12.